Најдобар подарок за 8 март е славење на женската револуционерност. Во втората епизода на Фем Муабети ќе разговараме за жените кои храбро действувале и се уште действуваат кон прогресот на македонското општество. Од курирките на Македонската револуционерна организација кои функционирале пред 1903 година, па се до пионерките на клубската сцена и активистките за трансродови права, во оваа епизода ќе раскажеме неколку приказни кои се содржат во истражувањето Нашиот пат, 25 женски приказни од историјата, подготвено од Ивана Хаджиевска, Ивана Драгшик и Јана Коцавска. Здраво Ивана, здраво Јана. Здраво. Времето е кратко, па ајде да започнеме. Јана, дали можеш да ни раскажеш за крушевските курирки, но и за Захарија Василева Шумљанска, која во 1905 започнува постепено да работи на отворање на сиропиталишта за децата кои останале без родители по Илиндинското востание, нели, во 1903 година? Знаеме дека Македонската револуционерна организација имала курирска служба и голем дел од жените биле всушност помагале во пренесување на пораки, пренесување на оружје, нивните куќи служеле за засолниште на илегалците, ги чувале нели долго време, дури по цели чети одседнувале во таквите куќи, имало складирано оружје, други материјали кои што биле нели потребштина за да се организираат нели за тоа востание. Но интересно е што навистина имале специфична форма на отпор и затоа се навистина многу значајни овие жени. Најчесто гледале и по мирен начин да решат некој конфликт, разбирале важноста нели на контекстот и на тоа што се случувало и навистина играат голема улога во тој контекст, во тој период. Има во книгата се наведени две жени кои што се значајни за овој период. Тоа се Таска Иванова Џевџановска, која што ја нарекувале Јованица, нели по мажот биле нарекувани најчесто тогаш жените, која што била нели жена на Јован некој се, и Магденица или Мара Магдева. И според изворите всушност се дознава дека дури го убедиле турскиот офицер во некоја случка да не го запали целото село. Што сакам да кажам, поентата ми беше дека навистина действувале имале и некоја мировна улога, не само нели таа вообичаена нели конфликтна воена како да кажам нарав на тој период. Интересно е што Илиндинското востание спојува всушност и многу жени кои што се задржани во книгата. Самата ја кажа и Захарија Василева, незиното моминско име Шумљанска. Таа потикнува од Могила, село Битолско. Интересно е тоа што е навистина нели има поминато доста од својот живот во образование, се образовала во Пловдив, добила некоја стипендија и така натаму. Сакам да кажам, незина главна цел била еманципација на населението и действувала како учителка и не само во Битола, туку и во Солун, во Софија, Одрин, Скопје и така натаму. И се совпаѓа да действува во периодот на Илиндинското востание и по Илиндинското востание, почетокот на Балканските војни и за жал во тој период има многу сираци. Нели после Илиндинското востание многу деца остануваат без своите родители и таа заедно со уште неколку граѓани и граѓанки од Битола навистина формираат една одлична мрежа на како да кажам, дипломатска мрежа, ајде да ја наречам, и стапуваат во кореспонденција со многу важни луѓе во тоа време, нели Битола градот на конзулите, стапуваат во контакт со аташеа, во контакт со други земји, со Бугарија најчесто, и прибираат средства и се што е потребно за да ги згрижат тие деца. Во почетокот биле згрижени во Пресвета Богородица на црква во Битола и изгрижале околу 40 деца. Понатаму по Балканските војни тој број се намножил за жал на 130 деца.
Сакаме да милуваме да кажеме со Ивана Хаџиевска дека таа всушност воспоставила едно неформално министерство за социјала. Во тоа време, мислам, толку биле храбри што таа со уште една незина пријателка оделе на конј од Битола преку Ресен до Охрид и назад и до Прилеп и Крушево и назад, само за да собираат средства и материјали за да ги згрижат децата. Од Крушево и Битола, преку раскажувањето на Јана, ќе дојдеме до Скопје, каде действувала првата градоначалничка на градот, Вера Ацева Доста. Јана, може ли да ни раскажеш малку за Вера Ацева? Долго пред да стане градоначалничка, прва, а до пред малку и последна беше жена градоначалничка на Скопје. Таа има навистина бурен и богата биографија, пред се во политичкиот живот на земјата. Иако била градоначалничка на Скопје, таа потекнува од Прилеп. Интересно е тоа што потекнува од семејство кое што било навистина активно и во Илинденското востание, така што има историја незината фамилија таква револуционерна. Како млада, за жал, не може да го продолжи своето образование, ако била супер ученичка. Не го продолжила образованието, бидејќи морала да се вработи. Се вработува на 16 години во Тутунскиот комбинат во Прилеп. И токму во тој период почнува да станува активна скоевка, значи се приклучува на Сојузот на комунистичка омладина на Југославија и тогаш се запознава и ги гради своите политички идеи, учи, се надоградува, идеолошки и така натаму, и голем број од младите кои што биле на низина возраст го правеле тоа во различни градови, така и се стварал отпорот полека. И таа се приклучува кон Комунистичката партија на Југославија околу во 40-та негде тој период и навистина има значајна улога во сите важни настани и е на многу важни позиции во текот на целиот период од 40 до 44-5 година. Има клучна улога за настаните кои што се всушност го бележат првото востание што се случува во Македонија во 41-а, првата пушка Прилеп и Куманово. Таа исто така е делегатка на АСНОМ. По завршувањето на војната е навистина многу активна на политичката сцена. На АФЖ е председателка во Македонија 2 години, потоа градоначалничка на град Скопје, па министарка за земјоделие, па министарка за социјала и здравство и така натаму. Така што интересно е што за оваа жена се уште не се знае каде е фондот незин, знаеме дека има оставштина која што треба да е доставена до Институт за историја, меѓутоа се уште вака јавно не се знае каде се тие документи кои што би требало да го подразбираат незиниот, што сметам дека и како богат фонд. Јана, може ли да ни раскажеш и за двете соработнички именувани како скопските Роза Луксембург и Клара Цеткин, односно Роза Плавева и Накија Бајрам? По сеќавањето на носителката на Илинденската споменица, Плавева учествува на првото јавно одболување на муслиманската жена во Скопје, во кое учествувале над 50 жени. Протестот бил организиран од Накија Бајрам, која и самата по професија била учителка. Бајрам била активно вклучена во процесите на еманципација и описменување на муслиманските жени во периодот од 1947 година. Да, па накусо и ги кажа прилично битните работи за нив две. Интересно е што действуваат заеднички, активни се, Роса Плавева и била и вклучена и во Илинденското востание, носителка е на Илинденска споменица, но таа старица, жилава, политички подкована, била многу активна целиот незин живот, живела до 70-та година, 92 години, и е инволвирана исто така и во работничкото движење, затоа што заедно со незиниот сопруг Илија Плавев тие и биле всушност и текстилни работници и организирали првиот протест или штрајк за 1 мај во 1909 година, мислам дека, што е навистина важно. Имала кореспонденција со Роза Луксембург и затоа и доаѓа тоа скопската Роза Луксембург.
И заедно, што е интересно, заедно действувале со Накија Бајрам и имаат и оформано социјалистичка партија, мислам дека така се викаше. Така што заедно го прават и протестот. Накија особено се посветува на еманципација на муслиманските жени, но тоа што е интересно за овие две жени е дека ние немаше воопшто да знаеме за нив, да ни беше уметницата Христина Ивановска која што всушност ни го даде ликот нивни и ги извади нивните фотографии од архивите за да ние денеска знаеме точно како изгледала Руса Плавева и да знаеме точно како изгледала Накија Бајрам. Со тоа што таа има интересна иницијатива во 2005 година, значи по периодот на конфликтот овде во Македонија, каде што преку таа иницијатива, која што била објавена всушност од град Скопје за именување на мостот кој што денеска ги поврзува железничката станица, транспортен центар и бившото сајмиште, сега е Истгейт. Да. Таа е единствена која што се пријавува на конкурсот да го крсти Накија Бајрам и Руса Плавева со тоа што ќе символизира нели едно заедничко действување на две заедници кои што во тој момент се нели во конфликт. Ивана, како независна граѓанска активистка делуваш во Плаштад Слобода. Утаму може ли да ни раскажеш зошто е важно делото на архитектката Мимоза Несторова Томик во контекст нели на јавните простори, но и на Скопје, нели? Мимоза Несторова Томик е една од живите легенди, феминистички икони на македонското инженерство, архитектура, архитектонско-филозофска мисла, би рекла, и ова се чисто мои квалификации, меѓутоа мислам дека ќе се согласат, ќе се согласи секој еден кој што ќе се задлабочи во нејзиниот лик и дела. Таа припаѓа на онаа генерација архитекти, инженери, проектанти, планери кои што беа ангажирани по земјотресот на Скопје и кои што оставија свој силен печат на обновата на Скопје, меѓутоа не само на обновата и изградбата на она модерно современо Скопје, туку и на зачувувањето и вреднувањето на голем дел од отоманското архитектонско наследство, чаршијата, Менада и други делови од чаршијата, освен што придонела во изработката на генералниот урбанистички план на Скопје по земјотресот, обновата на некои важни делови на градот, можеме да најдеме и нејзини стамбени блокови во нашиот град и секако таа е еден од главните проектанти на Музејот на Македонија во чаршијата. Повторно еден проект кој што покажува длабоко разбирање и прифаќање на историското архитектонско наследство и гледање во иднина и визионерство и спојување на тие две. Меѓутоа, онаму каде што јас ја гледам нејзината вредност и како што ние ја представуваме, тука е нејзиното неуморно вмешување и вклучување во општествениот политички диалог, кој што можеби во 90-тите не сме сметале дека е толку важен, меѓутоа во последниве 10 на 20 години се покажа како исклучително важен, бидејќи се она што се случуваше на политичката сцена се преслика во физичкиот простор, а таа е една од ретките представници на нејзината професија која што постојано зборува и повикува на интердисциплинарност во планирањето на просторот, особено во планирање на јавниот простор, просторот кој што го користиме сите ние заедно. Ивана, скупската населба Тефталиче станува многу важна точка во 90-тите, кога таму почнува да делува Јулија Божиновска, позната како DJ Strawberry. Ке може ли да ни ја раскажеш приказната на Божиновска? И нешто повеќе за тие почетоци на клубската сцена тука? Јулија е тотално скопска урбана девојка која што живеела, предпоставувам, и мене ми е се ова раскажувано, ова е еден од записите за кои што имаме само устни извори, предпоставувам, единствениот, која што била девојка која што живеела во доста, да речеме, покомотни услови од другите жени за кои што зборуваме тука. Меѓутоа, со својата енергија, динамика, посветеност, љубов, ги искористува тие услови кои што ги има и создава дел од нешто ново кое што денеска повеќето од нас го живееме како некаков социјален ноќен живот, па дури и култура.
тоа е диџејството. Таа поради можностите да патува надвор од земјата, особено во време кога нашите соседни земји, земјите со кои што споделуваме некакво културно и политичко подневје, тоа се земјите на бивша Југославија. Значи, кога тие земји, тие општества и луѓето од нејзината генерација поминуваат време во војни, драфтувани за да идат во војна или учествуваат во оние политички војни во нивните земји, национализам и така натаму, инфлации, отсуство на било каков културен живот и социјален живот, таа осознава нешто ново во светот, нешто што секако и некои други луѓе во нашиот град го осознале, меѓутоа успева да се спои со одредени луѓе и на еден начин да биде една од неколкуте луѓе кои што всушност го воспоставиле она кое што денеска го викаме ноќен живот, клабинг, диџеј, гостување, слушање музика. Ивана, дали за крај ќе може да ни ја раскажеш една од можеби најновите скопски женски приказни, онаа на Лила Милиќ, активистка за правата на трансродовите лица, сексуалните работници и работнички, но која и самата нели е транс жена. Лила Милиќ е феминистичка икона и хероина во моите очи многу одамна и многу сум среќна што имав прилика да работам на ваков проект за и неа да ја вклучам во тоа. Таа е првата отворена транс жена, мислам, ако грешам, нека им извинат другите. Зборам за на јавни настапи, медиуми, проекти, истапи во јавниот простор, ова што го зборуваш ти, протести, артикулација на политичките проблеми за кои што всушност сите трансфоби и друг вид биготи сметаат дека им се лични проблемите. Таа е помлада дури од мене, меѓутоа делува во рамките на неколку организации, не само во нашата земја, туку и регионално и интернационално. И мислам дека освен што ги има направено овие пионерски чекори заради кои што се наоѓа во нашата книга, мислам дека допрва ќе слушнеме за работи и подвизи од нашата Лила Милиќ. Јана, како дојдовте до идејата за истражување како нашиот пат? Одамна сакаме да направиме нешто вакво, не ја знаевме точната форма, меѓутоа навистина ни беше важно да дадеме видливост на овие женски приказни. Се случи проектот партнерски со организации од Лјубљана и Загреб и всушност сите заеднички направивме 75 вкупно приказни за местата во нашите земји поврзани со жени. Колку време беше потребно за изработка на целото истражување? Би рекла година, две. Година поминавме. Кои беа потешкотиите дали имаше и потешкоти, кои беа тие при пронаоѓање на овој архивски материјал потребен за истражувањето? Пандемијата ни оневозможи да ги посетиме нашите куќи, каде што постојат архивски материјали. Друго би било дека навистина знаат и куќите некогаш да бидат и тромави, глумазни и да не бидат баш пристапни за истражување, а и голем дел од материјалите се ретко обработени, не се дигитализирани и со тоа е отежнато нивното користење. Така што ова е своевиден еден бунт према таквата состојба и ситуација со институциите кај нас. Кој беше фидбекот по објавувањето на истражувањето, вака што го добивте од луѓето? Па добивме супер фидбек, јас мислам добар одговор имаше од потенцијалните читателки и читатели. И се уште, барем кај мене, се обраќаат луѓе и бараат примерок повеќе од книгата. Кој е следен чекор за заживувањето на женската историја? Може би тоа заживување може да го направиме со прошетки или тие познати тури кои што Ивана ги прави. Низ местата
кои што ги имаме наведено по кои што се познати овие приказни. Каде заинтересираните може да го пронајдат истражувањето, бидејќи еве на пример знам баш кога го спремав концептов, видов неколку твитови од луѓе кои што го бара, кај може да се најде. Да, ја има всушност целата содржина и со дополнителни фотографии ја има во електронска форма, тоест онлайн. Имаме веб-сайт каде што сите приказни, вклучително и оние од Хрватска и од Словенија, се надевам и од други зими наскоро, ќе ги има и се достапни, може да ги прочитаат луѓето, дури ја имаат и точната локација на местата. И секако овој проект допрва започнува, ние се надеваме дека таа мапа ќе се исполни со црвени точки на вакви значајни места со женски приказни, феминистички. Фала ви на гостувањето. Тука некаде ја доаѓа крајот на втората епизода на Фем Муабети. Ви благодарам уште еднаш за гостувањето и за раскажувањето на овие исклучително важни приказни за колективната меморија. Со вас, гледачите, се гледаме во третата епизода на Фем Муабети.